По Италија и Србија, Кина испрати помош и во Унгарија. Денеска на аеродромот во Будимпешта делегација на унгарската влада ја прими помошта од кинеските власти. Во авионот кој слета во Будимпешта имаше заштитни маски, респиратори, тестови и друга опрема за справување со коронавирусот, за потребите на здравствените работници, но и за граѓаните. Кина е првата држава која испрати помош во Унгарија, а унгарскиот премиер Виктор Орбан е еден од малкуте европски лидери кои досега понудија помош на Хрватска и Италија во време на пандемијата. Кинеската помош за Унгарија пристигна во период кога оваа членка на Европската унија се соочува со зголемен број на заразени од опасниот вирус. Вкупниот број на заразени се искачи на 187 лица. Во последните 24 часа заразени се 20 лица, а починале вкупно 10 лица. Помош од Кина доби и Србија, каде веќе слета и втор авион со заштитна опрема. Освен помош, српските власти почнаа да ја применуваат и кинеската стратегија за справување со вирусот. Стартува масовно тестирање на граѓаните, а училиштата нема да бидат отворени до крајот на годината. Директорката на Републичкиот фонд за здравствено осигурување Сања Шкодрик изјави дека маските ги платила државата, а граѓаните ќе можат да ги купат по цена од 120 динари. Најголемата хала на Белградскиот саем од денеска е претворена во болница со 3000 легла. За потсетување, Кина беше првата држава која испрати помош во Италија, а италијанските државјани во знак на благодарност кон Кина и револт кон Европската унија го симнаа знамето на ЕУ и на јарболите го развеаа кинеското знаме. Каква е стратегијата на Кина? Доволно покажуваат податоците за бројката на новозаразени која постојано се намалува, за разлика од земјите во Европа каде таа и натаму загрижувачки расте.